Пушти ме! Пушти! Браќа, комитетот реши да му се помогне на гимиджијата Милан Арсо во Занданава. Симоне, а кој ќе биде тој късметлија? Комитетот веќе реши. Мене ме одбра. Ту бе, Симоне, ти секогаш си имал късмет. Симоне, брат, со право ти дале голема чест и голема одговорност. Најдобар си меѓу нас, нема што. Браќа, ќе направам се за да му помогнам на Милан Арсов. Пред да одам за да ме уопсат, вие и нашите од комитетот ќе направите се, со рушвет, со мито, се ќе направите за да се најдам во истата келија со Арсов. Внимавајте, во онаа келија со каменот. Таму изгнија многу наши луѓе. А сега, браќа, да сте ми здрави и живи. За слободна Македонија. За Македонија? За Македонија. Ешек, долу султанот и заштината! Светле! Стани бе, човек. Стани. Види, ова повеќе нема да ти треба. Не треба да пребркуваш. Се што имам ќе ти дадам. А што имаш да ми дадеш? Тебе овој Ременов. Имам часовник со синџирче. Бе. Го добив од татко ми, кога се запишав во Солунската гимназија. Се развиха, не е сребрен. Имам паричник. Се разбира, и тој е празен. Имам ременчиња. Нами висеа бомбите. Ашколсун? Друго немам. А, имам некои ситни пари. Пари? Вер ми, бе. Друго немам. Тоест, ќе заборавев. Ја. Имам фотографија. На неја се мајка ми и сестра ми. Те молам, добро чуев појас. И ако можеш, некојаш испрати им ја на моите во Велес.
Сите дошле мајчето нивно. Еди Паша се разбира прв, председател на судот, со неговата свита. А и тој по службена должност. А што бараат другиве? Зошто овие луѓе опијаните од љубопитност дошле да се согласуваат со обвинителиве? Знам зошто сте дошле. Знам. Добро рече Павле. Вие сте уплашени, иако сте многу. Ние сме неколку. Сакавме да го вознемириме вашиот сладок спокој. Ве вознемирил пламенот од францускиот брод Гвадалкивир. Дојдовте. Дојдовте овде во судницава да гледате како им судат на синовите на еден народ кои сакаат да ја видат својата земја слободна. Од тука е нашето незадоволство. Вашите закони и вашиот поредок ја држат Македонија во мрак, сиромаштија и беда. Затоа Павле Шатев го крена францускиот брод. Затоа Јордан Попјорданов орцето ја крена во воздух Отоманската банка. Затоа Костадин Кирков истото го стори со гасоводните и водоводните цевки. Затоа Цветко Трајков сакаше да го убие Хусни Фехми Паша Валијата од Солу. А кога не успеа, самиот седна на запалената бомба и се разнесе на парчиња. Затоа Димитар Мечев, Илија Трчков си ги вкрсти револверите еден кон друг в уста, за да не паднат живи на полицијата. Затоа Тодор Органџиев пренесуваше динамит од Кочани и Велес во Солун. Затоа и Владимир Пинков, Ѓорги Богданов, Марко Бошњаков, Ијас, Милан Арсов ги фрлавме бомбите во рестораните Алхамбра, Вардар, Њоња, Златен Рок и Пиколомини. Затоа. Представници од конзуларниот кор, господа видни и лојални граѓани, господа журналисти. Од името на неговата екселенција Султанот, пред лицето на европската јавност и формално ја соопштувам пресудата што ја донесов лично јас. Криминалецот, велепредавникот Милан Арсов, еден од ајдутската банда на гнасни, погани анархисти, се дрзна да ги наруши редот и мирот на големата турска империја. Не треба да повторувате. Мене ми е јасно што сум сторил јас и моите другари. Не знам дали вам ви е јасно. Со најдлабока жалост и се извинувам на пријателска, цивилизирана Франција Дека сме избрале француски брод? Па, господине, сите добро зборуваме француските затоа. Ние, демократските сили, сме згрозени од овој џган, криминалци и терористи, ашлаци и копуци. Се грозиме од нивната бестијална дрскост. Не е дрскост, господине. Ние французите не ги мразиме. Напротив. Франција секогаш ќе се сеќава дека на овој простор живее еден народ кој што веќе 500 години во робство и сиромаштија, во мрак и обесправеност. Сузбреше бек! Безавенкни еден! Те осудувам на 101 година, а душата да ти излезе со бесење.
Машала. Што се однесува до вашата пресуда, таа не ме плаши. Напротив, таа ме успокојува. Дори сега на дело можам да ја спроведам Демокритовата мисла. Оти смртта не е несреќа. Oui, monsieur, la mort n'est pas une mort. Смртта ќе ми исполни силот. Смрт со бесење. Дори сега можам да кажам, оти сум веќе спокоен. Женем! Марш! Еден псъс! Марш! Ајде, Срне. Ајде, ајде. Значи, ова е тој кауш. Таа келија. Значи, вака ќе се умира. Место смрт со бесење, тепање до смрт. Ба моја турската врат! Не века, ќе те чујат. Што си сторил, синко? Патрокле ме викаат. Трговец. Како рече се викаш? Патрокле. Патрокле. Јас сум Арсо. Милан Арсов. Гемиџија од Велес. Знам. Си слушнал, Патрокле? Драго ми е што си слушнал. Токму тоа сакавме да го постигнеме. Да слушнете за нас. Знам. Колку што сум тежок, имам дадено пари и надвор в чаршија, и овде. Кучињава ги држам на узда. Со овој ремен. Велиш, те стрижеле, те молзеле, па додека има овци како тебе, нека молзат, нека бричат, Патрокле, како нема ништо. Како ништо не останува, па продај му е брадата, продај му го животот. Ако не сакаш, откажи се, Патрокле. Не давај му ништо на Джемалага. Не свиткувај му го грбникот на крвникот. Робството, Патрокле.
Постои само затоа што луѓето се плашат за своите животи. Само затоа што се тресат за нив. Да живееш макар да му влосаш. Плукам јас на тоа Патрокле. Плукам. Ти не си човек, ами црв. Човечкото е во достоинството, во духот, што не се покорува. Макар да убиеш Патрокле, се чудиш, ме гледаш, а? Сум убил Патрокле, сум убил. Затоа сум овде. Гортија. Джамија. Но тврд. Решителен. Ти ја почитувам борбата, мислата за која што гниеш. Синко, на ова се крепи светот. На ова? На, земи. Земи, де. Земи, нека ти се најдат, толку би останаа. Улесни си го животот. Ја? На, земи, земи. Се што имам, мене виќе ништо не ми треба. Утре ме пуштаат. Варди се, синко. Биди ми здрав и жив. Илија Слобода, газда Патрокле. Аферим. Знаеш, твоите коджа жолти фрлија. Рушвет. Ашколсун, машала. Чур на Муамеда. Сакам. Патрокле. Аде бе, чупек. Изгасна свеќата.
Со рад ќе ти клам фортомата. Ajde! Stojte! Stojte! Nosete go ko čovek. Evo, na! Каменот зад грбот. Ajde. Čekaj. Како гробници се наместиле тука. Ме дразнат и ми убиваат стрпливоста. Валијата, судиите, иследниците, писарот, полицајците, агите и беговите, како да се вселиле во душите на овие клетници. Има нешто што е погрешно. Може би во мене самиот. Лудост ли е сето тоа? Што сум јас тука? Месечар, лудак. Се треба да се минира, да се запали и да се распарчи. Атентаторе мои, овде иднината е само бавно умирање. Овде животот престанува да се сеќава. Слободен си ти, Арсо, само во себе си, во својата самотија Кобен Арсо. Ке беше слободен ако му се спротиставеше на оној дрт и самозадоволен Еди Паша. Можеше да го отпратиш преку отворениот прозор во мочуриштето, додека татнеше возот на релација Солун Цариград. Тоа си пијана. Добро е што дојде. Зли духови ме беа нападнале. Не, Ана, не измислувам. Да, и за Смарагда. Како би можел да измислувам за Смарагда кога ме спаси од сигурна смрт во песоците на Сахара? Не сум растроен, Ана. Сакаш да ме натераш да признам дека сум болен? Дека бладам? Не, Ана. Ти добро знаеш зошто сум дојден во Солун. Не ме засмејувај, Ана. Не сум јас светец. Ти си пријателка на револуцијата. А ние ќе го збришеме гмилежот. Капсулите и Бартолетовата сол. Извади ги од под креветот. Да, прво тоа. Да ги сместиме во куферот. Имаме уште малку време. Нели е свинштина да останеме живи по атентатите? Не, Ана. Не. Смислата на нашиот живот ќе биде исполнета. Прости ми, Ана. Неблагодарен и туги му бев на твојот дар. Можев последната бомба да ја оставам за себе и да се распаднам со незиниот тресок. Сега треба да го преживувам понизното чувство на стравот. Кому си му потребен сега несреќен Арсо? Гадост.
котелец на надежта. Низа котелци, од низа раце јуначки. Котелци. Да се расплетат или да се заплетат. Тука згасна Арсо во лето 1908. Љубете како што љубев, мразете како што мразев. Од врв на Пирин планина жалосен глас се слуша, Македонија плачи. Жалосен глас се слуша, Македонија плачи. Проклета и тришклета, да бидеш ти Европо, блуднице вавилонска, да бидеш ти Европо, блуднице вавилонска. Французи, англичани, Таљанци и немци сака да сме во робство. Таљанци, немци сака да сме во робство. Порода сум славјанка, земја со злато полна, затоа ме исчет сите. Земја со злато полна, затоа ме исчет сите.